Здраво на сите! Во денешната емисија Во гаража ќе ви прикажеме поправка и одржување на автоклима. Ќе почнеме сега со работа. Значи, ова е возилото, има проблем со пропуст на фреон и сега постапно со мајсторот Боро ќе почнеме да испитваме со азот. Ќе објаснам кратки црти како се проверва, зошто е начин со азот и ред други работи. Врче, значи ќе отворам сега хаубата, отвори и да припремиме да ставиме притисок. Како и секогаш, задолжително обавезно ставаме заштитни навлаки, за да не изгребиме возилото. Сега ново возило мора да го извадиме горниот дел. Имаме специјален алат, значи тоа е билјушка, за да не ги скршиме и има долу осигурачи, внимателно, нормално ако е поново возилото нема никаков проблем, дека е помека пластиката, доколку е појака пластиката, знај да се скрши, тогаш или ќе ја лепиме, или ќе ја замениме за нова. Првата постапка, значи, одиме со манометар, ние претходно веќе имаме проверено, значи одиме со манометар за, значи специјален за фреон, со полначка одиме на висок притисок. Значи, независно на сите возила се различно наместени, кај хладњак, кај компресор, во подкрило и ред други работи. Тој што работи со клима треба да се ги научи самиот. Значи, сега одиме, првин проверваме, доколку нема, не смееме одма да ја полниме, значи машината, да вакуумираме, тураме, тоа е најнеправилното нешто. Сега одиме со испитвање со азот. Така. Значи, одиме со одредени бари во притисок, тоа не смем ни да го кажам сега колку како, од причина што и ние малце треба да си се заштитиме мајсторите како работиме и што работиме, само можам да кажам за гледачите, не смееме, строго забрането е да ставиме од компресор внатре. Добро, стегни го, сега ќе го извадиме овде на предниот дел и со пена за да провериме мајстори. Имаш од ова касета да извадиш 10 че цевасто. Значи има спреј во пена. Дај да ги отвориме. Дај да ги отвориме од овој дел сега. Ја спремаме на 10 час. И најчест проблем на Опелот е хладњакот. Причина, значи на него е цел удар, дали од дождови, дали од топло, ладно, размена на температура. Најчесто тие скапват. Сега доколку сакаме да имаме ние добра клима, задолжително од 4-та до 6-та година, тука му е размахот на некој си, да речиме, траење на ладњакот од клима. Значи имаме ладњак и за вода и ладњак за клима. Доколку сакаме да функционира климата како што сака, да речиме како што треба, мораме да замениме ладњак, тоа е задолжително, причина што внатре новите возила има и хладњак и филтер за прочистување на фреонот. Ние сега одиме со испитвање, првин да видиме дали ќе најдиме дефект. Да се навратам со објаснувањето со азотот. Значи не смееме никако да друкниме во системот за ладење, значи за ладење воздух. Овој воздух што го дишиме не може да падне, значи влажноста испод 40 до 50%, а 50% влажност е тоа многу. Кога ќе внесиме ние кислород внатре од воздухот, фактички тој е полн компресорот со кислород, му внесваме и влага. А таја влага знај после тоа да кородира во системот, да ги оштети елементите на шприц, вентил, компресор, црева и хладњак. И внатрешен испарувач. Ајде сега да го повлечиме хладњакот и да прстиме да видиме дали ќе најдиме квар.
Значи задолжително кога ќе се напумпа системот и сега ние со спреј прскаме, значи ова е првата опција за проверка и најдобра и една од поевтините начини, дека е поевтин азотот, поевтина е пената, доколку е многу мал пропустот, тогаш не ќе можеме да најдеме директно со пена, испите значи на пресостат, на цевки, на компресор. И сега и нешто друго ќе кажам, значи овој спреј сега што го прскаме не оксидира и не му смета на возилото, затоа претежно преферираме со оригинални спреови, иначе претежно користиме пена со сапуница, ама тие знаат да ги оштетат многу деловите, да му направат флеки и да корозират. Затоа ќе повторам уште еднаш, нашето испитување кај нас исклучиво е со азот за да види и направено и да нема оштетување на возилото на автоклимат. Ево како се овде. Добро, се гледа, добро. Можеме сега најдовнеме кај пропушта, можеме да увидиме на овој дел. Значи видете, значи не е само на едно место. Сега испитуваме со многу помалце бари. Ќе оставиме малце поќенака поседи, ќе најдиме дека позади перката најчесто на Мерцедес, на Опел и на други возила, кај што има преден дел перка, најчесто позади незе се содржи нон-стоп држи влага и во тој момент знај да скапи алуминот, а претежно овој тип на хладњак е направено многу танок материјал од причина што да лади побрзо фреонот, а втората причина да биде лесен. Не може тие да направат од некој материјал за 100 години да трај. Ние иначе не ќе имаме толку работа, што е нормално. Значи одиме сега со демонтажа. Претежно на некои коли се вадат и браници, значи тоа обавезно внимаваме да не оштетиме дел. Значи почнуваме со демонтажа. Значи овде имаме скроз поинаков начин на работа. Значи ќе опишам, на оваа кола Алфа се работи. Мораме да го извадиме браникот за да ни дојде достапно местото на цевки и на хладњак. И ова е оштетен веќе, тоа е проверено исто како таму. Сега на овие коли е малце помако трпно, ради што кога ќе биде браникот наместен, нема шанса да дојдеш до допир или да увидиш дали точно пропушта хладњак. Значи тука треба да веќе поќе елементи да се демонтират за да отклониш дефект. Затоа и муштерите малце, знаеш, кога ќе дојдат и сакам баш да сватат за точно што се работи. Значи тие носи муштеријата, јас сакам да ја направам, а не е само елемент хладњакот, туку имаме хладњак, цевки, компресор, тоа уште еднаш поново подобро ќе објаснам таму на маса. Ќе видат неколку елементи. Значи сега, за да дојдам до овој хладњак, морам да извадам браник, да ставам азот, да видам дали пропушта, доколку пропушта па да извадам. Може и да се завари негде, ако е доколку оштетен, дека исто такви работи поправаме с варење на алумин, цевки, поправка и така натаму. Значи, сакам само да ви објаснам за ова возило колку има поголем захват за разлика од тоа возило. Одиме на другото возило, овде се ќе почнат други мајстори да си да завршат работата.
Значи, како што поменав претходно, пред тоа возило сега што збора пред Алфата, значи имаме многу големи елементи, да речеме, во системот за ладење, како да речеме компресор, пресостат, хладњак, цевки. Сега да се задржа малце околу компресорот, значи еве го овој компресор е отворен за сервисирање кај нас. Овие се кумплузите, овие се кај постарите возила, да речеме. Ќе направиме уште една емисија, сакам многу да посветнам внимание околу компресорот, како функционира, зошто, како треба да се обрне внимание и одржување. Овие се кумплузи. Овие кумплузи најчесто страдат од причина што тие на секое вклучвање и исклучвање загреват и се трошат и од време на време на неколку години треба да се заменат. Еве сега да речеме зошто најчесто прашање зошто компресорот престана да лади. Еве и ова е од позастапените возила кај нас, Ауди и Пасат, за овој тип на компресор треба да се заменат вентил. Еве го, едниот вентил шом пукни и го губи цел притисок, го враќа назад во клипо и нема шанса да лади како што треба. Наместо да има 10 бари и повеќе, тој паѓа на 6 бари автоматски, немаме кружење, циркулација на фреонот, немаме ладење. Значи имаме потисни вентили и усисни. Еве ги какви се тие, се оштетени. Може нешто да би се спасило овде, треба цел компресор да се растури. Значи затоа ви напоменав, сакам малце и за тоа да направиме една емисија. Друг дел, значи ова е тело на компресорот, имаме магнетна шпунгла, над магнетната шпунгла иди значи шајбна, оваа шајбна седи внатре, значи во овој дел седи магнетот и како функционира, на кој начин функционира. Овој калем, кога ќе му пуштиме 12 волтажна струја, овој автоматски магнет се прави и го повлекува овој дел од кумплугот. Овој фактички лепи, затоа се вика кумплуг, како ние што ја газиме кумплугот кога ќе ги менуваме брзините, лепи и почнува да врти внатре роторот на клиповите, ги движи клиповите и тие почнуваат да пумпат. Доколку има проблем со пресостат, тоа е овој пресостат. Овој го мери притисокот, значи овој е различен и овој е од Volkswagen, да речеме, овој е од Audi. Ги мери барите, доколку нема него ја уклучва шпунглата, доколку има повеќе бари уклучва кец, двојка, перка или автоматски, доколку прекорачи повеќе од 25 бари, го исклучва цел систем. Значи ова е краток опис како функционира еден компресор. Сега ние ќе се навратиме повторно пак на хладњаците овде, да ги домонтираме. Тука ќе му поможиме на мајстор Борче. Значи, стално малце се по-специфичните новите возила. Значи, еве го ладњакот како изгледа. Значи, ова е хладњак, ова е филтер. Од тука се демонтира, има улошка филтер. Значи, ова е саќето, питајте. Значи, пола ладњак од тука друга, влегва низ филтерот, се прочистува и оди према кабина. Еве го пресостатот. Овој пресостат мери колку притисок има во системот за напред во потис. Сега ние ќе треба да го извадиме обавезно пресостатот. Овие пресостати сега се внатре со интегрални кола, значи попаметни, имаме постариот тип, се со биметали. Сега овде многу посложена електрониката, значи доколку најди мал дефект или некоја си грешка, автоматски ја исклучва климата, ќе мора поново ова гумчев ѓубре ќе оди. Значи задолжително нови гумици на возилата, доколку се менува било што некој елемент, дека најчест проблем кај нас идат и ни се жалат, абе мајсторе наполни фреон, не ми лади, проблем то.
Можеш вече да ставаш. И идеално мора да биде чисто, ради што овде на овие системи има многу голем притисок и е притисокот 24/7. Тоа значи нема дали си ја работел климата или не, тоа не игра некоја улога. Значи како што претходно кажав, овие само расшири ги за перките да лежи тука со таа маша. Те задржам. Како што кажав претходно, полека се внимателно. Уште малце ќе треба да подрашириш. Дека тие се стегнати за со една перка, овде ние напред имаме перка. Климата дали сме ја работели или не, таму постојано е под притисок. Значи, кога ќе се стави фреон, дали ја работиме климата или не, таа, доколку има некој пропус, за 2 дена или недела дена ќе нема воопшто фреон, од причина што таа, значи, најчесто луѓето мислат дека ако работи климата, тогаш ќе се потроши фреонот. Тоа нема никаква врска. Најчесто, доколку не се работи е поштетно, јас велам, доколку се работи, значи внатре има во хладњакот и во фреонот масло, врти, мора тоа борче да се прошири со бургија изгледа. Ај види на овој дел овде дали одговара. Овде фати. Ќе земам пиштолче таму, ти стегни го овој дел, месте ги цевките. Јас на тој дел ќе... А долниот штраф таму? Таму е пошироко, овде е потесно. Како што напоменав, обавезно задолжително дур кога ќе се менма било што нешто од цевки, гумички мора да се става, најди тој тип. И не било какви, значи имаме повеќе врсти на гумици, особено овие што се фреонските, маслото фреонско многу ги разгризва како од хидрауликата. Значи мораме да ставиме соодветни гумици, значи има и црна боја, ама претежно ние што ги работиме овие пооригинални за фреонот се со зелена боја. На вакви работи, кога ќе работиме, најпоќе најдуваме на проблеми на одвратување штрафови, од причина што тој што има работено со алумин, знај какви проблеми се стварат. Нормално овие штрафови сега што ги отвараме и затвораме не се отворани никогаш. Значи во алуминиум многу запекват овие штрафови, тогаш ни идат многу поголеми проблеми. Значи стварањето нервоза, побрзо муштеријата да е земи возилото, а
не размислува муштеријата дека подобро да ја остави еден ден колата или два да се сработи како што треба. 3 доволно се, полнеш. Затоа сакам и да обрнам најпоќе внимание за муштерите, еден мал совет, да бидат малце пострпливи, од причина што секој мајстор кога ќе работи колата сака да биде поуредно направена. Мене поќе ме бенди со муабето кога ќе дојде некој муштерија ми вели: еве ја мајсторе колата, ви оставам ден, два, три, кога ќе можете направете, битно да биде направена, дека доколку не брза некој нема да достигне штраф, нема да направиш како што треба. Затоа ова е мал совет до гледачите, до муштерите фактички што ги сервисираат возилата, малце да има и до нив разбирање. Сега е стегната цела инсталација, значи тие двете цевки го прицврстивме хладњакот на 4 точки. Сега одиме повторно со азот да се стави. Чекай малце да го... Да. Тие и сите лабави вентили, дека се нови. Сега имаме за него и друг клуч, соодветен. Овие се по-специјални клучеви за оваа работа. Сега исто така, значи, ставаме азот во системот и обавезно го ставаме 2 до 3 сати да седи и гледаме на манометар, зависно колку е наполната, например да речеме таму на кој си бари, и гледаме дали паѓа на манометарот. Доколку е се во ред, тогаш почнуваме со ставање, вакуумирање, ставање на перка и пуштање во функција возилото дали ќе работи како што треба. Сега ќе мора да почекаме, а во меѓувреме ќе одиме на другото возило да видиме до кај се мајсторите. Значи, еве и нова возило веќе е стигнато со монтажата. Еве како што гледаме, веќе е прицврстено, наместено и ставено азот. Мора вака да го провериме минимум, како што реков, 2 до 3 сати. После тоа одиме со ставање на фреон, гледаме дали функционира возилото, да нема некој друг дефект со инсталација, не само собери па после има дефект па пак повторно растурај. Се става фреон, се гледа дали функционира компресорот, се гледа дали работи перка, дали лади, доколку лади, го собираме и го предаваме возилото. Одиме сега повторно пак на другото возило, веќе е стигнато за дособирвање. Сега, значи, ја соберивме колата, перка ставивме, го тушиме полека азото, не нагло, а во меѓувреме ќе ја спремиме машината, да ставиме и масло, флуоресцентно. Ова масло се става во фреонот, со флуоресцентно сијаличе. Ни дава висока светлина и особено со жолти наочари. Во затемната просторија одма брзо го откриваме тој процес, ама тој процес е малце поскап. Значи муштерите тука малце ќе ги кошта поскапо, од причина што мора да се стави фреон, мора флуоресцентно масло. Значи сега
ги ставаме на усис и потис цревата и ја уклучуваме машината да вакуумира. Кога ќе вакуумира, ставаме масло во системот за ладење и фреон, по зависно од колку е, шо тип на возило е, толку грама фреон собира. Значи, одиме со вакуумирање. Значи сега кога ќе се довакуумира, има можности со такво испитување, ама кој е познава поќе работата, то не е во рамките на сигурност дека со вакуумирање и оставање 5 до 10 минути дали има пропуст, то не се сложувам, значи го негирам тоа од причина што јас имам искуство повеќе од 15 до 18 години со автоклими. Треба многу време да се извакуумира, да се остави, дека многу може малце да остани фреон, иако е под вакуум, доколку е ладно времето. Тој фреон, кога ќе испари, ствара притисок и автоматски ќе ни кажи дека возилото негде има пропуст. Значи, затоа, моје долгогодишно искуство кажува дека азото е едно од најдоброто испитување за оваа работа, и ефтино, и најпрофесионално. Значи, се вакуумира минимум 2 до 5 минути, зависно времето, зависно влажноста, доколку е поголема влажноста од 95%, минимум 10 минути, од причина што да излезе цела влага, а ние со таков проблем немаме, дека азото кога ќе влези внатре, ја собира влагата во него и спуштаме, тоа е едно од најдобрите работи. Сега ќе ставиме мастенце точно фреон и ќе видиме дали стартува системот. Значи сега му дадовме команда да става фреон и ќе ја запалиме колата да видиме како ќе функционира. Значи запаливме возилото, стартовавме, уклучивме клима и треба да видиме дали ќе уклучи компресорот. Ај светне да страна вора. Значи во денешната емисија ви прикажавме како едно менување на ладњак од клима. Значи тие се многу повеќе етапи, ќе одиме друг пат за компресор, друг пат за компресија, дека ако почнувам сега во оваа емисија се да ви кажам, ќе биде незабавно во другите емисии. Значи ставивме фреон, како што напоменав уште еднаш, исклучиво со азот. Кога се прашувам јас што да смениме, нема подобро од нов дел, од причина што никогаш не може да биде половниот дел толку добар колку новиот. Значи ова имаме повеќе елементи за климата. Мислам дека ќе направиме барем уште 2-3 емисии за да ви биде уште појасно ова што го работевме денес. Толку од оваа емисија ќе не гледате во следна.